никогаш не прекинува, нели? Понекогаш заборавам. Само кога ќе си легнам навечер, имам дупка во стомак. Пред 6 години бев казната и смената од работна позиција. Веќе некое време на социјалните мрежи можеме да забележиме едно специфично место за поддршка преку кое се одржува поддршка на жртвите од секаков тип на насилство. Како тргна оваа идеја и кој е иницијаторот за ова? Па тргнав од идејата дека треба да се истражува корупцијата во Македонија, меѓутоа највеќе во смисла на сексорзија, поточно сексуално насилство на работно место кај жени. Затоа што е доста често, меѓутоа не често го разговараме како такво, не се спомнува, поимок сексторзија не е толку познат и решив малце повеќе да го истражам и да соберам искуство од жени кои што посведочиле или имале такво искуство. Ова е финален продукт на еден цел проект, па дали можеш да ни кажеш како се одвиваше проектот и во колку фази течеше? Проектот почна со истражување на темата, потоа продолжи со тренинг, каде што јас тренирав неколку лица кои што доброволно се пријавија да ја помина таа обука, која што после тоа, мислам за артистички активизам беше обуката поточна, после тоа се насочивме кон истражување, онлайн истражување анкета и интервјуа кој беше во можност поради нели самата ситуација и собравме повеќе од 500 сведоштва на жени кои што се соочиле со сексуално вознемирување или со било каков тип на вознемирување на работно место од страна на маж на позиција или од страна на жена на позиција. Исто така доста чести бе искуствата и на мажи кои што исто така се соочиле со некаков тип на насилство на работно место. Дали сметате дека ваков тип на проекти може да ја подигнат свеста и да ги заштитат на некој начин жртвите на овој тип на насилство? Па мислам дека отвара простор за да се зборува за тоа, но институциите треба да се превземат исто така одговорност и нели сите овие проблеми да се разрешат на соодветно место, затоа што јас на пример како уметник или луѓето со кои што соработувам не би можеле директно да влијаеме на нешто такво. Мислам дека се дури институциите не се освестат дека такво нешто се случува и дека треба да се работи на тоа, дека можеби не знам, ова ќе заврши само тука. Дали жртвите се спремни да зборуваат, бидејќи веќе некој период нашиот регион го тресат, да речам, ваков тип на приказни, па баш ме интересира бидејќи рековте дека има различен тип на сведоштва, дали се спремни да зборуваат, бидејќи тоа е сепак едно травматично искуство? Па јавно повеќето не се спремни да зборуваат, затоа нашите сведоштва приказни кои што се соберени се анонимни и сите се заштитени и сечи идентитет е заштитен. Така да ја би сакала, мислам, која кога е спремна да зборува за тоа, чисто да даде поддршка и да остави простори на останатите да разговараат отворено и да почувствуваат дека не се сами. Темата е премногу тешка за да може секој веднаш да се отвори и мислам дека на секому треба да му се даде простор личен, можеби некој никогаш нема да биде спремен да зборува за тоа и тоа е сосема окей. Меѓутоа тие травми треба да се разрешат чисто заради доброто на една индивидуа. И за крај, каков тип на перформанс ке може да погледнеме сега тука на Рекорд и која е инспирацијата баш на ваков начин да се раскажат приказни? Па сакавме да биде нешто што е ударно, кратко, ама доста јасно и прецизно. Актерките ќе бидат во излог, каде што ќе прават одредени повторувачки действија во зависност од приказната што ја играат, а од надвор ќе се случува една аудио приказна, односно повеќе сведоштва кои што се синхронизирани, односно кои што актерките веќе ги имаат снимано нели како аудио. Еден мој колега проба да ме бакне на сила. Не пушти ја да земеме нешто и тој одејќи натаму ме застана таму каде што нема камери, демек ќе ми каже нешто и да не му шлапне шлаканица, не знам што можеше да се случи. Најразлични оцени како не ви следува К15. Вие имате пари, не ви се потребни. Нема потреба од одмор. Вашата работа и онака не е тешка. Со 2 години работно искуство добивам 2 слободни дена бета на одмор. Гледате дека никогаш не престанува? Само понекогаш е тивка, без бука во глава.